Добре дојдовте во Stay Clean and Safe, подкаст креиран со финансиска поддршка од Европската Унија. Тука споделуваме идеи, совети и приказни што ќе ни помогнат заедно да изградиме поздрави, побезбедни и почисти заедници. Ајде да започнеме. Добре дојдовте повторно во Healthy Habits Weekly, емисијата каде што зборуваме за малите промени што можат да направат огромна разлика за вашата благосостојба. Јас сум Лаура Коста, предавам италијански историја во едно италијанско средно училиште. А денес зборуваме за нешто што свети во речиси секоја спална соба, навечер. Екраните. Телефони, таблети, лаптопи, телевизори. Целата екипа. Со мене е една од моите ученички Асија, која храбро се согласи да зборува со своите ноќни навики со телефон. Здраво, Асија. Здраво, Лаура, здраво на сите. Имам чувство дека оваа епизода е како мала интервенција специјално за мене. Може би една нежна. Искрено, колку често телефонот ти е последното нешто што го гледаш пред да заспиеш? Речи си секоја вечер. Си велам дека ќе изгледам само неколку видеа или ќе проверам пораки и одеднаш поминува полноќ. Ама тоа ми е начин да се опуштам. И токму тука е трикот. Имаме чувство дека се релаксираме, но мозокот и телото добиваат сосема друга порака. Истражувања покажуваат дека речиси 80% од тинејџерите и младите користат електронски уреди во последниот час пред спиење, а многумина имаат проблем да заспиат или да спиат мирно. Океј, тоа звучи премногу точно. Ама што точно им праваат екраните на мојот сон? Што се случува во мозокот? Одлично прашање. Нашето тело има нешто што се вика циркаден ритм, замисли го како внатрешен 24-часовен часовник. Кога ќе се стемни, мозокот освободува хормон наречен мелатонин, кој му шепоти на телото време е да ти се приспие. Значи мелатонинот е како нотификација за спиење од моето тело. Точно. А тука влегуваат екраните. Светлината од телефоните или лаптопот, особено сината светлина, му кажува на мозокот: чекај, уште не е ноќ, остани буден. Таа светлина го намалува мелатонинот и може да го одложи спиењето за 30 до 60 минути или повеќе, дури и ако си уморен. Значи телефонот се преправа дека е сонце, а мозокот му верува. Совршено објаснето. Мозокот е многу чувствителен на светлина и не прави разлика меѓу сонце и екран блиску до лицето. Добро, ама јас користам Night Mode, жолтото светло. Тоа не го решава проблемот? Помага, затоа што ја намалува сината светлина, но не го решава целосно проблемот. Постојат две работи: светлината и стимулацијата. Стимулација? Значи мозокот ми е презафатен со мемење за да се опушти. Точно. Дури и со совршено светло, ти добиваш пораки, видеа, известувања. Секое скролање му вели на мозокот: нешто ново, внимавај. И така потешко се префрлаш во режим на спиење. Да, тоа е замката, уште едно видео. Кревам поглед и веќе е 1:30, а гледам куче што вози скейтборд и јаде банана. Алгоритмот секогаш има уште едно видео, а проблемот е што доцното користење екрани не само што го одложува спиењето, туку го намалува и квалитетот на сонот. Значи екраните ми го уништуваат времето на спиење, хормоните и квалитетот на сонот. Убав список. И има уште. Кога не спиеш добро, поголема е веројатноста да се чувствуваш уморно, нервозно, да имаш проблеми со концентрација и да бидеш под голем стрес. Тоа сум јас секој понеделник после викенд со доцно скролање. Полузаспана сум и ми се јаде благо цел ден. Точно, лошиот сон влија и на апетитот. Значи екраните навечер не ти го крадат само сонот, туку и енергијата, фокусот и расположението следниот ден. Добро, убедена сум дека е проблем. Ама телефонот ми треба за се: учење, музика, аларм, пријатели. Што да направам, да го фрлам низ прозор? Нема потреба. Целта не е да ја демонетизираме технологијата, туку да поставиме здрави граници. Те молам, ми треба приречник за преживување без TikTok на полноќ. Прва стратегија – дигитален полициски час. Одбери време кога ќе престанеш со екраните, идеално 30 до 60 минути пред спиење. Во теорија звучи добро, ама јас ќе речем, без телефон после 10 и во 10:05 ќе проверам само нешто. Тука помага структурата. Вклучи Do Not Disturb, остави го телефонот подалеку од креветот или во друга просторија и користи вистински будилник. Значи идејата е погрешниот збор да стане потежак. Точно.
А што да правам тие 30 до 60 минути без телефон? Замени го времето со релаксирачки активности, читање книга, пишување дневник, лесно истегнување, мирна музика или подкаст без гледање во екран, дишење или кратка релаксација. Ми се допаѓа идејата со дневник. Можеби ќе престанам да размислувам цела ноќ. Точно. Кога ги запишуваш грижите, мозокот знае дека не мора постојано да ги повторува. Можем и да направам плейлиста за спиење. Одлично. Само држи го телефонот подалеку. Што друго? Создади зона без екрани. Креветот да биде само за спиење. Користи апликации што го ограничуваат времето на социјалните мрежи. Некои луѓе навечер го ставаат телефонот во црно-бел режим за да биде помалку привлечен. Црно-бел телефон, тоа ќе биде досадно. Баш тоа е поентата. Ако не можеш да заспиеш по 20 минути, не го земај телефонот. Стани, направи нешто мирно и врат се кога ќе ти се приспие. Поракта треба да биде кревет еднакво на спиење, не скролање. Како тренирање кученце, мораш да бидеш досаден. Точно, мозокот учи преку повторување. Некои луѓе забележуваат подобар сон за неколку дена. Повеќето спијат побрзо, се будат помалку и имаат повеќе енергија. Тоа повеќе фокус на вистина ми треба. Пополне мозокот ми се гаси. Тоа е долг од сон. Телото си го бара одморот што му недостасува. Добро, ајде конкретен план. Да направиме 7-дневен предизвик. Исклучи се за да се наполниш. Следните 7 ноќи постави дигитален полициски час. Замени скролање со една релаксирачка активност, држи го телефонот подалеку од креветот. Ако не можеш да заспиеш, не го земај телефонот и секој утро оцени го сонот од 1 до 5. Ми се допаѓа, како експеримент. Точно. На крајот ќе видиш дали има разлика. Ако некој слуша, направете го предизвикот со пријател. Апсолутно. Значи, финална порака? Кога се исклучуваш од екраните, му дава шанса на мозокот и телото на вистина да се наполнат. Добриот сон не е само број на часови, туку нивниот квалитет. Исклучи се за да се наполниш. Одличен наслов. Добро избравме. Јас сум Масија и вечерва официјално почнувам еднодневен дигитален детокс. Ќе провериме следната недела како преживеа безнокиното скролање. До тогаш, исклучете се, наполнете се и спите убаво. Ви благодариме што го слушавте подкастот на Stay Clean and Safe, проект финансиран од Европската Унија. Запомнете, мали чекори водат до големи промени во одржување на нашиот свет чист и безбеден. Чувајте се и останете безбедни.